Согласно член 44 од статутот на општина Битола, ја започнувам седницата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените на Советот на општина Битола. Предлог следен дневен ред. Точка број 1 усвојување на акцијски план на активности и точка број 2 разно. Координаторката е тука, Анита Повели. Благодарам, председателке. Значи имаме до крајот на годината активности кои што треба да ги реализираме. Се унапредување на механизам за обезбедување родово разделени податоци и во програмите и извештаите кои се разгледуваат од Советот. Тоа ќе го правиме во програмата за комунални и јавни дејности, во програмата за финансии и во програмата за култура. Значи не можеме во овој период кој што ни преостанува да го направиме за програмите, со напомена дека ова се однесува за програмите кои се од тековнава година. Ќе ви биде доставен на мејл целиот акцијски план, да го имате во предвид. Следно е воведување механизам за обезбедување родово разделени податоци за внатрешна организација на институциите на локално ниво, јавните предпријатија, детските градинки и училиштата, со тоа што веќе имаме обврска како општина во ЗЕЛС да им доставуваме такви податоци. За тоа е потребно комисијата да донесе одлука, ако грешам нешто статутарно, ќе ме исправи председателката, да донесе одлука со која што ние ќе им испратиме допис на сите овие институции да именуваат едно лице кое што ќе ни ги доставува податоците. Следната работа е ефективно учество во институциите и донесувањето одлуки на жените. Ова ќе биде работа, прашалник еден ќе подготвиме, од кој што на крајот треба да излезе анализа која што ќе ја прикачиме кон нашите документи кои што ги изработуваме во комисијата. Разбивање на родовите стереотипи. За ова имаме анкета на јавно мислење, мора да направиме, 150.000 денари ги имаме во буџетот. Моите првични консултации велат дека тоа може да го направиме според јавен повик, кој што ќе го направи Комисијата за родова еднаквост. Ако има некаков проблем, со дополнителна координација ќе се договориме, но за тоа мора да действуваме многу брзо. Значи, ако законски немаме никаква пречка, а мислам дека немаме, исто како што ги објавуваме средствата на јавен повик за здруженијата кои работат во делот на родова еднаквост, ќе си побараме оваа анкета да биде изработена, бидејќи тие податоци ни се потребни. Ова е за првата точка, која што председателке ја слушнавте, вие го имате акцијскиот план, ќе го добијат и сите членови на мејл. Добро, ви благодарам. Значи вака, јавниот повик треба да го направиме и да се изработи во текот на оваа година, така? Мора да биде дури овој месец. Јас мислам ова недела да го справиме и да го објавиме. Во ред, ама ќе треба уште една комисија да одржиме? За одлуката? Не треба да оди на совет, мислам. Не. Значи вака, консултирајте се правно. Ако нема никаква пречка, можеме понеделник да се видиме кратко. Да, може. И ако нема никаков проблем, еве да има и од колегите некој присутен, доколку се во можност, и понеделник, ако немаме никакви проблеми, понеделник можеме само таа точка. И понеделник на комисија сакам да имаме известување како стоиме со проектот за националната мрежа, кој го имавме, и да имаме некоја рамка кога би го проведиле конечно, кога би ја направиле реализацијата на истиот. Мислам дека тоа е тоа. Ако исцрпена првата точка... Да, одиме на втора. Може и во втора точка, во разно беше и во второто што го кажав. Да, значи првичните информации околу
проектот за советовалиштето се дека се е при крај финализирано, само најверојатно добра ви е забелешката дека ако стигнеме до понеделник да ги имаме конкретните податоци за време, Добро. тогаш би ја донеле одлуката во форма во која што ќе ни ја кажат правно, за да можеме да им ги префрлиме парите кои им се Добро. потребни и кои што ни се планирани Добро. во тој дел. И да го планираме, ќе можеме и начелно да го планираме и денот на отварањето. Дали тоа ќе биде во рамките на 4 ноември, Тоа ако се накнадно ќе се стигне, договориме, да. но на 25 ноември да не забораваме, почнуваат нели оние денови за родова еднаквост. Да, можеме и Цела во таа седмица недела. е 15 дена, тука исто можеме да ги реализираме нашите активности. Добро. Втора информација која што во разно треба да ја знаете е од ЗЕЛС Ирина Николов ми пушти мејл. Добро. Тие бараат, се обратија кај нас како општина со повеќе искуство во овој дел, бараат како пример за добра практика нешто што сме реализирале. Овде има повеќе подрачја, вклучување на жените во процесите на донесување на одлуки на сите нивоа за прашања поврзани со безбедноста на локално ниво, локални совети за превенција и кризни штабови. Во овој дел, јас ги имам листите на кризните штабови и локалниот совет за превенција. Кризниот штаб не е ажуриран. Добро. Може да го ажурираме? Да, треба да се договорите. Добро. Тоа треба да се заврши. И локалниот совет за превенција, значи многу е важно каков е соодносот на жени и мажи. Во кризниот штаб влегуваат луѓе по функција, по клуч. Тука нема многу простор за маневрирање. Но во овој дел можеме нешто со со нашата комисија за безбедност, ако или со локалниот совет за превенција, исто тоа мора да биде суредено. Следно е, спроведени родово сензитивни обуки за представници на локалната самоуправа, но и за представници на воспоставени локални механизми. Ние ова го имаме, бидејќи нели нашите од администрација беа на обука, и ние како комисија бевме на неколку обуки. Следна обука ќе имаме во октомври, мислам дека уште 2 во октомври имаме. Добро. И од едните и од другите. Пошто ние работиме и со едните и со другите. Идентификување на безбедносни ризици има друго негативно, сега, многу е модерно негативно влијание на енергетската криза за безбедноста на жените. Може би треба како идеја, еве во моментот ми текнува, која до вас ја доставувам, председателке, да разговарате со председателката на Комисијата за безбедност во рамките на Советот. Може би треба да направиме некој настан, некоја дебата. Значи вака, еве Андреј нека ме попре, мислам дека и тој е задолжен за Комисија за безбедност. Понеделник има закажано баш во овој контекст некоја комисија. А не си, имам некоја информација, не сум сигурна баш за превенција за нешто. Во понеделник мислам дека има таква комисија за безбедност. Општинскиот совет за безбедност. Можеме тогаш, ајде ќе ја побарам јас председателката, ќе ја прашам. Јасмина, така? Да, ќе ја прашам во кој контекст е. Не, председателката на комисијата. На комисијата. И уште 2 има: насилен екстремизам и тероризам, идентификување на ризици од природни непогоди, пандемија од COVID-19 и слично, но ако ги направиме ние овие 2 работи се сосема доволни. Добро. Едната ни е завршена, втората е ова со, бидејќи модерно е сега безбедноста и жените, мислам дека треба да го... Секојдневие, не. Да, не можеме да го направиме тоа. Добро. И уште информацијата... Супер за идеите. И уште информацијата дека од UN Women имаме нова координаторка, повеќе не ни е Марија Ристеска, сега ни е Неда, девојката е млада, беше дојдена на состанокот, се видовте Да, мислам. со вас, да. И мислам дека ќе можеме да работиме и е подготвена да ни помогне. Инаку нејзините упатства и беа дадени, онлайн се вклучи и Кристина. Добро. И беа дадени дека собителот треба да биде многу внимателна и се што ќе побараме како помош да ни излезе во пресрет. И потоаш да поработиме на обука на советниците. Да. Може? Да, на сите. Да, на цел совет.
Да. Значи, тоа ни е првото барање. Да. Ако нешто пропуштив луѓе за понеделник, дајте ова да го... Нема проблем, понеделник од прилика рано би била комисијата, ма ќе се договориме Нема во текот проблем. на овие дена. Да. Ајде така, фала. Друго нешто прашање? Доколку немаме, комисијата е завршена. Точка број 1. Усвојување на акцијски план на активностите, кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Останатите идеи нема, мислам да ги гласаме, ќе одат во понеделник.